она што е многу важно, што ние луѓето сме робови на некои си навики и многу сакаме да ги разбираме работите и не баш така како што се е. Например, интермитен фастингот, некои луѓе го сметаат дека тој ќе гладува 8 часа во спиењето ќе помине, после тоа ќе поминат уште 8 часа ќе оди на работа, и ете му ги 8 сата да земе да се најаде до максимум, до врв. Така, добро. Тоа е комплетно нездрава нездрава стратегија, тоа не може да биде здраво. Ама едноставно не може. Затоа што секое претерувањето и во гладување не чини, ама исто така не чини во прејадување. Секој, например, шок терапија. Значи, тоа воопшто не е добро. Никакви екстреми не се добри. Дури ви кажувам ни во гладување, исто како што не е ни во прејадување. И, например, таквите недобро разбрани или себе си дозволува некаков грев да направи, затоа што 8 сат или 16 сата предходно испаштал, нели? И во подсвеста вика дозволено ми е сега се што сакам да јадам. Апсолутно не е така. Но е страшно популарно. Да, нешто е страшно популарно. Јадење 6 сата, 18 сата, нели после не јадење. Како што нашите стари кажале, умереноста е клучот на успехот. Но да те праша здрав човек, не знам, тренте, сакам. Што би му рекол? Па да, ама како што кажа Ирфан, види Жаре, многу е важно кој те води. Затоа што ако тој што те води знае каде оди, знае ти каде сакаш да стигнеш, тој може да ти помогне. Ама и ако тој не знае каде ти сакаш да стигнеш, и ако тој не знае како до таму, ајде да парафразирам, има луѓе што се убедени дека им помага. Значи крајно неточно. Односно дека секој тип на фастинг од овој тип е корисен за човекот без разлика кој е човекот. Има луѓе што се убедени во ова. Да. Не може ама види, не може one size fits all, што велат браќа американци. Добро. Тоа не важи во медицината за едно решение за сите. Па ако беше толку едноставно, медицината да биде ендокринолог, јас да бидам кардиолог. Да, сите ќе се бидат доктори за се и се што. Не, важно е да он прво биде свесен за предизвиците, кои се бенефитите од тоа, кои се ризиците. Ако му се јасни, ќе проба, али не ние во медицина викаме примум non nocere. Првенствено не наштетувај. Значи да не наштетувај. Оти сме имали случаи каде што не консултирале, самоволно превзеле нешто и сгрешиле, али оние се свесни за тоа. Би доаѓаат кај нас после тоа, не е проблем. А има тип на постење што има смисла да го прави најобичен човек, ајде да речеме здрав човек? Значи, кажавме и ова постење е докажано. Значи, интермитент фастинг во последно време е докажано. Значи, затоа што ти меѓувреме имаш право да пиеш вода, не е да речеме како кај нас од верски, оти слично е тоа, нели кога се пости за време на Рамазан. Со тоа што во летно време му доаѓа негде околу 17 часа, ништо не јадеш, не пиеш да речеме, и имаме ние, ако да речеме се кажува дека мора да постиш, него има ние како лекари, како експерти, кај одредена популација кажуваме ти не треба да постиш. Зашто тоа е ризично за тебе. Истото и со овие интермитент фастинг. Како што кажавме, проценуваме дали лицето што е болно, било да се работи од диабет и од други хронични заболувања, поготово срцеви, ќе може таа опција или па ќе дадеме нека алтернатива.